ние сме повторно назад. За време на рекламите се отворија многу теми, вклучувајќи и натални карти и хороскоп, ама нема да се држиме сега на тоа, туку ќе продолжиме. Само би сакала Викторија еве да ја прашам затоа што верувам дека е многу важно и за мене лично, а она кој што го спомнавме и на почетокот за оној импостер синдром или како на македонски сега тоа да го преведам, момент на, ајде да ми помогнете со импостер синдром. Момент кога не се чувствуваме внатрешно сигурни, иако го имаме капацитетот, иако го имаме знаењето, иако го имаме експертизата. Се чувствуваме како натрапници, да речеме, и во некоја ситуација која што е многу позитивна за нас, ама тој импостер синдром ти викале што бараш ти тука. Не сме свесни дека ги заслужуваме, примери убавите работи кои што не се случуваат. Дури и кога сме таму ни прави проблем затоа што ние не сме доволно сигурни во себе. Се уште имаме некој сомнеж во себе. Да. Мислам, гледачите генерално знаат што е импостер синдром, ама еве сега вака го објаснуваме за оние кои што не го знаат. Јас, еве, со години работам на себе и уште ме чепка на некои места и сум свесна, нели, кога доаѓа, меѓутоа многу луѓе го имаат. Значи, немам пријателка, немам колега, соговорник кој што не се почувствувал така во животот. Предпоставувам и вие го имате тоа искуство и за вас, и за луѓето со кои што работите. Да. Алатки, нешто како да се справиме, вики се тоа. Работа на оснажување на самата себе. Например, ќе дадам еден пример, затоа што ми правиме споредби мажи-жени, посебно кај жените почесто се јавува импостер синдром отколку кај мажите. И, например, истражување е правено за иста работна позиција, аплицираат и мажи и жени, нели? Мажите, ако задоволуваат 3 од 5 критериуми, ќе аплицираат. Жените, ако задоволуваат 4 од 5 критериуми, нема да аплицираат. Значи, тоа ви ја кажува разликата како сме израснати и како сме едуцирани и колку ние жените си се заради тој патриархат, пак ќе кажам. Така. Свесност, спомнавме сега свесност што во овој момент чувствувам и дали е тоа рационално воопшто. Затоа што нашиот ум во примитивниот ум ни се наоѓа еден дел што се вика амигдала и која што е работи со емоција страв. Емоциите ни се таму. Например, јас ќе се најдам во некоја просторија, пред да држам некаков јавен настап, каде што се наоѓам помеѓу група од 5 експерти, и тоа ќе почне да работи. Не си доволно спремна, види ги нели колку се експерти они, а ти не си на тоа знаат повеќе од тебе. Знаат повеќе од тебе и тоа гласче работи. А таа амигдала е таму да не заштити од опасност. И сега, опасноста може да биде лав кој што се појавил од некаде, или може да биде мисла. Значи и мислата е исто така опасност, за да се активира тој дел од мозокот. Ама мозокот не ја прави разликата дали е лав или мисла, он сепак мисли дека е нешто многу опасно. Ете така. И во тој момент, нели, најчесто ќе се свртиме внатрешниот диалог во главата ќе почне да ни зборува, гласчето. Што правиме со тоа? Со тоа пропуштаме што се случува надвор од нас, затоа што сме внатрешно фокусирани и автоматски доаѓа таа внатрешна несигурност и ја губиме самодовербата. И вики уште една работа кога сме веќе кај оваа тема, еве може и гостите ќе сакаат да кажат нешто. Јас порано, еве за себе сега ќе кажам, лично мислев дека имам страв од неуспех. Всушност со работата на себе сватив дека имам страв од успех, како и многу други луѓе околу мене. Нас не плаши неуспехот, нас не плаши дека ние нема да успееме, нас не плаши што ако успееме, кој ќе бидеме ние ако сме на позицијата која што ја сакаме, ако живееме во местото каде што сакаме, нели секој има сега свој желби. Кој ќе бидеме ние тогаш? Дали го имате вие ова искуство кај вас во работилниците? Да. За тоа и работиме на идентитетот, наменување на идентитетот, не само наменување на однесувањето, затоа што кога ќе го смениме идентитетот, се менува и однесувањето. Значи, кој сакам јас да бидам? И како таква, како ќе делувам, што ќе правам тогаш, како ќе бидам облечена, каква фризура ќе имам, така? Тоа е сето тоа е дел од нашиот идентитет. Да, и како ќе биде околината после, како ќе не перцепира, па тоа ние што си го имаме, ние што ќе кажат другите, тоа исто е едно гласче во нашата глава кој што несвесно јаде. Да.
Она прашање што вчера баш имав работилница со група од 24 жени, внатрешна експедиција ми се вика работилница, така да што баш работиме на оснажување внатрешно, на откривање на тие делови на нас кои што не прават и како да ги прифатиме за да можеме да станеме една целина која што сме. И баш работевме на тоа, ама другите, колку влијае мислењето на другите на нас. И прашање што често го поставуваме, што ако мислењето на другите за тебе не е важно? Затоа што тоа е само тоа мислење на другите, ништо повеќе од нивно мислење. Да. Дали тоа те прави тебе? Не. Дали те прави помалку вредна? Не. Не. Баш така. Да. Значи, што ако мислењето на другите за тебе не е важно за тебе? Тука мислам дека доаѓа најголемото ослободување ако некој го свати тоа. Да. Добро, оваа млада дама тука дали има нешто да кажа? Да, мислам, се најдовме ние во тебе. Јас за ова можам не еден ден, една недела да ме оставиш да зборам и секој пат ќе најдеме нешто интересно. Меѓутоа ме интересира еве и Маријана затоа што кажа сепак е млада девојка која што тргнала на некој пат, среќа си ја имала поддршката, не знам од родителите, од општеството, меѓутоа верувам дека има и многу луѓе околу тебе кои што па и ја немаат истата поддршка. Колку Викторија, извини Маријана, Миријана, леле, 300 пати те погрешив. Е важно да бидеш свесен во твојата професија, затоа што ти си доста успешна, те знаме, јас барем по порталите што сум читала дека си препознатлива по шапките кои што се твој заштитен знак. Меѓутоа еве сега си имаш една ревија, работиш на себе, ти сакаш да имаш многу повеќе ревии, да имаш многу клиенти на крајот од денот. Колку е важно да си останеш верен сам на себе во текот на целиот овој процес, но и да бидеш отворен во исто време, да учиш нови работи за да напредуваш? Па мислам дека најважната работа од целиот процес е да бидеш отворен кон многу работи и секои работи кои што ти доаѓаат на патот да ги прифатиш, меѓутоа и со самиот процес да не станеш горделив. Односно да си останеш тој со кој што си бил, уште на самиот почеток или таа која што си била, и сепак да бидеш отворен кон нови работи. Се дополнително, како што спомна, особено како жени, нас не се случува, особено кога си на почетокот на кариера, да се прашуваш дали ова што го правиме доволно добро, дали синдром, што дефинитивно јас го имав на почетокот, но мислам дека како што работиш со текот на времето се губи и стануваш свесен за тоа што го работиш, меѓутоа со текот на времето се помалку ти е потребна таа екстерна валидација од другите луѓе. Затоа што си сигурен во тоа што го правиш, тоа што го правиш те задоволува себе си, тоа те прави среќен и ако те прави среќен, тогаш ја немаш таа потреба од екстерна валидација. Така да, со текот на времето, мислам дека така се намалува тој некој импостер синдром, меѓутоа тие се работи кои што секој треба на некој начин да ги изживака и да ги пројде. Значи сите го имаме тој синдром. Како не би се Елена го имаш? Го имам. Мене обично кога сум на нешто убаво, кога ми се случува, тогаш мене ме мава. Пример, кидам на некоја вау дестинација и се викам го заслужувам ли јас ова? Зашто сум јас тука, а не се сите тука? Значи буквално почнам глупости да мислам само за да не знам, значи морам да поработам на тоа, ама добро, ајде дојдеме со гостите. Со Вики заедно ќе одиме на часови. Знаеш каков на нас не треба тренинг бизарче со тебе. Да се вратиме на светскиот ден на диабетот, сакав да ве прашам и во првиот дел споменавте на неколку пати за диабет тип 1 и тип 2, да направиме една разлика. Што е диабет тип 1? Кој го добива диабет 2? Кои се разликите? Тип 1 е автоимуно заболување. Добро. Тоа е состојба каде што панкреасот не функционира, не глачи инсулин и има проблем цел живот човекот. Значи тој ќе живее од самиот момент кога го добива, најчесто е млад, дете, детска возраст и така натака и додека живе. Се надевам дека еве светот се обидува да прави револуционерен потек, кој наоѓа едно од можните лекови или начини на надминување на таа состојба. За целосно лекување, мислите? Целосно лекување, но тоа друга прилика би сакал да зборуваме, бидејќи е медицина. Да, добро. Трансплантации со процес. Додека тип 2 е состојба која што се јавува во одреден период од животот, од генетика, че некој имало претходно, па вие на постои години
од X причини почнувате шекерот, односно панкреасот да намалува, да влачи инсулин, не престанува. Значи ви имате во себе инсулин, но многу помалку од тоа што треба и затоа шекерот доминира. Или од стресни состојби, или од лош начин на живот во храна, лош начин во живот на работа. Че може да се стекне. Да, може да се стекне, тој може да се превенира. Така. Тој, ако имаме свесност како општество, како систем, уште од деца, еве имаме сега проблем како општество зборам, во образованието гледаме гласни деца. Како генерација, сега не да звучам стереотипно или она конзервативно, децата ни се на телефон, не се на игралиште. Да. Гледате што се случува по игралиштата. Наместо да спортуваат, кршат. А на телефон се допишуваат, лежат на лаптоп, на компјутер и кога ќе ги добијат диабетот или ќе развијат некоја компликација, друг вид на заболување, тогаш почнуваме да реагираме леле што се случи. Таа е таа разлика меѓу тип 1 и тип 2 основно. Така. Сега кои се симптомите? Кога би можел некој, еве и од гледачите кои што не следили или ние, да знаеме дека можеби би можеле да го добиеме тип 2, затоа што рековме тој може да се стекне во текот на животот. Споменавте стресни ситуации. Не, симптомите се многу вода се пие, многу се мокри, Добре. поспаност, измореност, она што претходно не правило, нема врска со овој синдром, туку најнаш губите енергија, чаша вода ве прави среќен, односно цел организам се креве наново, многу се јаде, по одреден период може да не се пијаде, не се спие, па може многу да се спие, најчесто многу се спие, 6-7 симптоми се индикатор дека шекерот е висок. Не значи дека ако устата ви се суши и се лепи, дека имате диабет. Тоа има и други многу причини. Но ако генерално чувствувате потреба за благо, чувствувате потреба за јадење, сте гладен во краток период, тоа значи дека може да значи дека имате диабетес. Ние што сме со диабетес, сме најчесто гладни. Така и почнуваме. На лице со диабетес еве и на општата јавност, јас секогаш кажувам, вика многу му се јаде, цело време јаде. И затоа па ни викаат докторите, секогаш јади помалку, почесто, ти постојано си гладен. Нас не ни треба многу. За да примаме главен оброк, по 2 часа па не се јаде. Доволно е пола јаболко и сете окей. Чи самиот организам дава некаква индикација, може шекерот да ви е висок. Не треба да јадете. Затоа се тие сензори тип 1, тип 2, глукомерот, висок е шекерот или нормален шекерот, не ми треба ништо, самиот мозок прави некои сигнали кои што не се реални. Така. Околу бројката? Колкава е бројката на диабетичари во Македонија, највозрастниот, најмладиот? Многу е висока. И мислам дека се зголемуваат вака барем од искуство кога сме збореле, гледам некако многу луѓе почнуваат да Сегде во Македонија особено како земја во развој, така не третираат, нели? Овие меѓународните институции. Имаме во транзиција и последици од транзиција, имаме многу, кај нас е 120.000. Во однос на запишаните, тоа е само и бројот на жители, тоа е некаде околу 13%, мислам, 12%, што е висок процент на преваленца, се вика, и тоа е мерење меѓу 18 и 80 години возраст. Чи не ги мери од 0 до 100, туку овие имаме многу висок процент. За жал, тип 2 зборуваме, и само 40.000 се на инсулин. И таа е висока бројка во однос на бројот на жители кои што живееме во Македонија. Бројот на жители, односно пациенти кои што примаат инсулин, не паѓа. Тоа е многу интересен феномен. Не паѓаме ни. Ностоп истиот, скоро истиот останува, значи имаме многу голем број на пациенти на ниво на година кои што се стекнуваат. Она што е многу жално е, имаме голем замен, и светски рамки, европски, имаме голем процент на деца. Че имаме 600 деца, многу е тоа. 600 до 500, 400, 500, како ќе фатиме, меѓутоа 600 е просечен број во последниве 10 години, каде што деца до 18 години зборувам,
се настануваат со диабетес. Највозрастниот кој е највозрастен жител, јас што имам сретното 80 и некоја година, што не значи дека и повозрастните што се од тој може има тип 2, а најмладото со тип 1 не бебе. Така да. Да. Тоа е жално. За жал тип 1 не се превенира, тоа е тоа. Така. Не можете да го знаете организмот што постапува, но кај тип 2 ова што зборував за децата можеме многу да направиме. А тоа е во Министерството за образование, во Бирото за развој на образование. Една од важните работи покри протоколот што го направија за деца со диабетес престои во училиште, да направат и програми превентивни, како што беа воно-училишни за превенција од наркоманија, никотинизам и алкохолизам, Така. и сексуално преносливи болести, да биде и диабетесот, односно пред диабетесот, колку е важно не само јас сега ќе искористам една ситуација, не само коцкарниците, овие облажувниците, да извинат сите, меѓутоа моето мислење дека треба и сендвичарите се дека не почнат да прават здрави производи за храна на децата, бидејќи брзата храна кај децата прави многу голема инвазија, тие сендвичи, тие кока-коли, тие брзо правени... Кетчуп и мајонез, кашкавал, шунка, комбинации тие. Да, јас се согласувам. Ајде да одиме со фотографија и режија ако може. Фотографиите, ајде од Викторија ќе почнеме. Таа ни испрати неколку фотографии, па ете преку фотографиите да ја запознаеме незината работа, да каже каде била, што била, затоа што има навистина многу. Дали се подготвени режија? Да, супер, повели Вики. Супер, ова е најновата група за невролингвистичко програмирање, НЛП практичар, што започнавме во Скопје, втора генерација во Скопје. И минатата година беше прва генерација, инаку претходно во Виена ги работам, а и паралелно работам и во Виена. Така што ова ми е една убава фотографија што сакав да ја споделам со... Ова е кај нас во Македонија, така? Кај нас во Македонија, да. Супер, одлично. Треба да дојдем и јас на некоја програма тука. Само гостинки ве викам, само си отвараме теми, ништо не сум дошла. Отворено е. Да, ова е исто од годинава Генералната конференција на Меѓународната агенција за атомска енергија. Таму работам 3 месеци годишно, каде што работам баш на организација на Генералната конференција. Огромно, 3600 луѓе, сите земји членки се дојдени и ова едно. Многу сум горда кога на вакви настани има некоја од Македонија. Многу сум горда. Некако имаат луѓето како предрасуди дека ние не сме како земја нели доволно уште отворени за овие работи, а на сите најдобри светски настани кај што сум била добро светски, ајде европски да кажеме, имало македонци. Да, супер. Така е. Следна. Ова е од Шведска. Работам со шведска компанија, фабрика огромна, 7000 вработени се. Работам со нивниот лидерски тим на зголемување на лидерските капацитети. Така да ова исто од септември, ова се све свежи слики кои што ми беа во телефон, ова е од септември слика работа со нив. Веднаш после обуката се избања во Балтичко море, таа црната точка сум јас. Беше ладно, ма не беше многу страшно, очекував дека ќе биде многу поладно. И ми беше предизвик, и таа црната точка сум јас, да. Буквално е точка. Добро. Ова е исто сега свежо од минатата недела. Волонтирам, бидејќи и вие сте волонтери, јас сум волонтер во Виена. Professional Women's Network Виена или мрежа на професионални жени во Виена. И имаме менторска програма, јас ја водам менторската програма. Тоа само за жени во Виена? Жени во Виена. Со тоа што имаме менторка и од Македонија. Браво! Да, имаме менторка и од Македонија. Ако некоја сака да стане ментор слободно, нека ме побара. Да. Леле, па јас сега се поканив. Да, и ова се сликите од лидерската програма за жени со Ирена Јакимова, која што ја организираме, која што започнува сега во среда. Првиот модул започнува во среда и трае до април.
Супер. Да, Има ли време да се пријават нешто луѓе? Има се уште време, еве понеделник денеска рековме последен рок е, ама ако некој многу сака, до понеделник ќе го продолжиме рокот. Пишете и на Викторија на Facebook, на социјалните мрежи, доколку навистина сте заинтересирани. Поздрав до Ирена, не знам дали не гледа, Ирена често ни доаѓа гостинка, една од моите омилени соговорнички. Така да супер комбинација сте, верувам дека правите одлични настани. Денеска Ирена сум била на еден настан, така да знам од искуство, ама би сакала да ве посетам вас двете како заедница. До понеделник имаш време. Ја преку врски. Сосема може. Програмата трае 6 месеци, еднаш месечно имаме еден работен ден цел и имаме после тоа една онлайн сесија. 6 месеци се работи буквално на оснажување внатрешно на жените и на жените лидерки и развивање на лидерските капацитети од внатре, пак ќе кажам. Супер. Викторија Јордановска можете да ја најдете на социјалните мрежи, еве некој кој што е заинтересирана, еве можеби не ја знаел, пишете и се објавува често на профилот за сесите информации ќе ви ги даде. Со Миријана да одиме со фотографиите, да видиме Миријана што ни испрати, да видиме некоја шапка дали ќе видиме за луѓето кои што можеби не се запознаени дека е позната по тоа, а сепак не е првата фотографија, повели. Ова сум јас во бекстејдж буквално пред ревијата, така да целиот хаос кога се спрема се Кога се поздравуваш на крај? Да, ова е сигурно пред да почне. Пред да почне, да, буквално најдов неколку минути за да се нашминкам јас. Така да дрма ли вака еуфорија? Па да, мислам доста е хаотична целата атмосфера, така да. Супер. Тука се манекенките во бекстејдж баш пред ревијата. Ова зеленото ми се допаѓа премногу со црвената капа. Да, тоа е мојот омилен аутфит од целата ревија исто така. Го сакам истото. Го има ли? Да, облеката е Не ме мести сега така. Облеката е на брендот Refined Rebel, а шапката се вика Анита и е нели дел од мојот бренд. Ја имаш ли? Сакам да си ја купам. Ќе видат достапни новата залига од крајот на ноември. Добро, ајде чекам капа црвена, сакам така. Тука е од дефилето на самата ревија, мислам како што излегуваат на крајот сите манекенки и се презентираат сите изгледи. Тука е слика од мене во Аризона, малку по друго искуство, бев преку програма, односно Just Innovate the Balkans, бев избрана како еден од стартапите таму да го презентирам мојот бизнес на Arizona State University и како дел од самата програма имавме можност да откриеме Аризона и топлото време таму. Супер, колку убаво. Да, ова е во декември инаку. Најс. Ова го презентирам мојот бизнес на македонско-германскиот самит ова лето, како бизнес поддржан од ГИС, односно германската влада и проектот ЕУ за економски развој. Супер. Тука сум јас на завршување на ревијата и ова е единствената слика што имаат. Ма преубава си. Кога сме веќе тука, сакам да те прашам, затоа што јас сум веќе луда по кравати, гледам дека се трендинг. Какво е твоето мислење, затоа што те гледам и тебе? Мислам секојаче за аутфитот. Јас многу сакам кравати, особено многу ми беше мило за ова што носе бидејќи од дедо ми. И ми беше така многу личен момент и затоа и баш ја ставив. Winter носталгија. Да. Grandfather носталгија. Дедо носталгија еве на македонски. Зошто зборам англиски, не знам. Одиме следна. Тука е баш пред неколку недели, тоа е модната аукција организирана од Моден Викенд и Connect, каде што јас учествував со шапка, мислам, ја донирав нели на самата аукција и беше многу интересен настан, бидејќи во последно време се повеќе, особено Connect организацијата организираат ваков тип на настани, каде што дизајнери даруваат парчиња и сите собрани средства се даруваат за хуманитарни цели, така да беше супер нешто да се искуси. Браво. Тука е слика од Шангај, каде што бев минатата година на патување, студиско патување, каде што ме препорача Нина Ангеловска, како еден од 3 македонски бизнеси, каде што бевме да научиме како функционира кинескиот екосистем и нивната трговија, така да беше многу интересно искуство да се видат разликите меѓу Кина и Македонија. Да. И тука е во Кина Импорт Експо,
каде што можевме исто така да видиме како функционира нивната трговија, особено трговијата со странските брендови, западните брендови во Кина, така да беше многу различно искуство од тоа што ги имаме видено. И тука е слика од модната недела во Белград, каде што бев годинава во мај. Исто така беше интересно да се видат разликите меѓу Белград и Скопје. Супер, а ги има, иако сме многу близко, барем јас можам да забележам, иако не сум во овој бизнис, ама гледам дека навистина се случуваат големи разлики кои што треба да бидат инспирација за нас. Да, дефинитивно да. Така е, ајде од господинот Димче да видиме што фотографии има. Кои јас ги одбрав? Ти ли ги одбрав? Ајде да видиме Бисерче што одбрав. Така ми додели. Таква ми додели. Ова е од работа. Благодарам на трудот. Да. Ова е во Италија, во Рим, во холот на Воена академија за морнарница. Таму тој хотел, иначе, кој што содржа регионалниот собир на собрание на Европа за најдиев. И тука станавме призорна членка на IDF, лани ова е во октомври. Така. И од тука не препорача, односно така е процедурата, во Банкок станавме редовна членка. Супер. Ова е наше Вевчани, ако некој мисли дека е некој друго место. Ова е наше Вевчани, кога влегувате во Вевчани, сега е поставено, беше лето вака. И јас решив да се јавам од фиксен телефон. Одговорница. Немам Заборавиле како е тоа фиксен телефон. Се многу во така наместено. Браво. Ама не е правилно. Пасош ви дадоа ли? Ова е премногу емоционална Фотографија. Да, моите починати родители. И дека се иде десно син ми и ќерка ми горе со бушавата коса, бебиња и внука ми и внукот од сестра ми на роден ден ке внук ми мислам дека е зимно време, да. Тоа погодила со слика. И Добро. благодарам за вас, тика особено. Ова е се за заслуга на Бисерче. Ова е многу, оваа слика стварно ми изненадивте. Ова е лето. Ова е со мене во придужба дојде дечкото со ночарите темни со бела мајца, е тип 1 човек, Мартин се вика, со кој што по Facebook се допишувавме за неговите проблеми, поддршка кон него и он кон Сојузот. Долго време јас со супругата тога шетав на патеката во на езеро Младост и ми се јави, вика, јас сум тука да пиеме кафе. Викам, извини, јас сум на езеро, а он дошол со негов пријател. На кое езеро? На ова? На Велешко езеро. Се најдовме на 100 метра. Браво. Ова е во холот негде кај Папата. Во Риме, ова во Ватикан. Кај што се влегува. И ова е Банкок. Ова е пред да влезете кај големиот Буда. Тој најголемиот што им лежи таму. После Кралската палата, соседен храм на Кралската палата е Буда со голем центар за физиотерапија. Овде е променена Кралската стража. Баш на кога излегувавме. И ова е во приемот во Банкок со нашите нови пријатели од Афричкиот регион. Овде кај едната е директорка на Афричкиот регион. Ова е слика. Ти брзаат фотографиите затоа што немаме повеќе време, режија, мислам дека е ова е од Брисел пред 20 години. Значи буквално времеплов направила би се од мали нозе до за родителите ме погодивте, мислам. Па да, ми рековте да одборам, бидејќи немавте време. Стварно благодарам. Така треба да оддадеме почит на барем на оние кои што најмногу ни сакале, посебно на оние кои што ни израснале. Ете така, тука веќе треба да завршиме со денешното дружење. Мене искрено многу ми брзо пројде времето. Ама се надевам дека ќе имаме повторна шанса да се видиме. Викторија, ти благодарам многу. Посакувам успешни лидерски обуки и многу жени, па и мажи нека дојдат. Ајде, нека оди светот напред, сите заедно да одиме. Димче, ви благодарам многу и на вас. Ви посакувам навистина се најдобро, се што треба. Тука сме, знаете, барем ние соработуваме со години и поддршка имате од нас. И за Миријана исто големо благодарам што беше гостинка. Нареден пат те чекаме со шапки да дојдеш и црвената за Јелена. успешни реви. И црвената на мене. Се разбира. Ете така, почитувани гледачи, останете на програмата на Канал 5, се враќаме ние за кратко.